Дали мислиш дека треба да бидеме хумани само на еден ден во годината? Не, хуманоста или ја носиш у себе или не ја носиш. Тоа Бог го дарува и еден ден или 365 дена или цел живот е небитно. Треба да го носиш тоа во себе и да сочувствуваш со сите луѓе на кои што навистина им е потребна помош. Пошто постојат и луѓе кои што јас би рекол на конто на хуманоста сакаат да извлечат некаков бенефит само ним својствен и они знаат зашто. У основа хуманоста е нешто што мораш као човек да го носиш у себе, или ја познавам луѓе кои што уопште не се обазираат на тоа што се дешава, они едноставно викаат ја не правам лошо, па баш ме брига. Не е финтата само да не правиш лошо, треба да правиш добро. Дали хуманоста може да се научи? Сите оние кои што се обидуваат да бидат хумани и сакаат да бидат хумани, а не знаат како да го искажат тоа. Дали можат да видат пример или да научат како да бидат хумани? Ја мислам дека хуманост, ајде да кажеме во некој адолесцентно доба кај младите, нешто, не знам, 13, 14, 18 години, до тука и некако ќе сватам дека некои луѓе не ја разбираат хуманоста или можеби не ја спознале собствената хумани димензија, она што во себе го носат. Меѓутоа за човек као мене на мои години, не знам, 35, 40, па и 50, ако човек не е хуман, не може да го научиш. Он или го има тоа во себе или го нема. Значи не сум поборник на тезата дека хуманоста се учи или треба на некого да му се презентира за да се укаже да треба да се биде хуман или ти можеш да бидеш хуман ако не си бил до сега. Не. Или го имаш или го немаш тоа у себе. Дали хуманитарните концерти или манифестации од оваков тип се доволна причина за да се побуди јавната свест кај народ и да бидат хумани, да го поттикне нивната добра волја? Мислам дека односите со јавноста или така наречениот PR треба да работи 365 дена во годината, 24 часа нон-стоп, да се превзимаат акции, за да оние луѓе кои што, значи да ги земеме оние кои што не ја спознале хуманоста во себе или можеби и не се хумани. И тоа ми е неприродно човек да не биде хуман, али барем оние што се хумани сака да помогнат, барем на нив да им се даде до знаење, да им се доближи цела оваа приказна за да знаат како да реагираат, да се посочат едноставно. Можеби има луѓе кои што се хумани. Сега не мислам за себе дека сум светец, нормално јас имам своји греови и грешки во животот, се трудам да бидам максимално хуман, да бидам коректен према луѓето кои што навистина заслужуваат внимание и почит и помош. Меѓутоа имам една мана, да кажем. Еве јас имам доволно гардероба дома која што не ја носам, вклучувајќи ја и гардеробата на брат ми, на сестра ми, би сакал да ја дадам некаде. Јас не знам каде да го однесам тоа. Значи мене тоа треба да ми се доближи некако за да јас не е само с моето присуство дека доволно. Треба да се донираат пари, треба да се прават песни, треба да се однесе, да се даде, да се купи, да се погалат тие, да некогаш и насмевката и еден стисок вака ова за рака им е доволно, знаеш, не е све материјално. Кој е твојот апел до нашето граѓанство? Па у било кој поглед, у било кој сегмент, ако можат 1 милиметар да бидат хумани, нека бидат хумани. Значи нека не се услучават за тоа што не случајно луѓето со било каков хендикеп на планетава се тука меѓу нас. Јас сматрам дека они се еден одличен тест за нас, кој што сме здрави и прави, фала Богу. Господ не става на искушение да каже еве ви вакви луѓе за да видам какви сте ви луѓе всушност и што сакате за нив и што умеете и можете да направите. Така да човек што не е спремен да помогне на хендикепирано лице, на старо лице, на оболело лице и така дале, мислам дека не е човек и не заслужува да живее. Не го заслужува местото под сонцето, меѓутоа на крајот на гриштата Господ е тој што нас сите ни суди. И уште една работа. Бени е амбасадор за добра волја на специјална олимпијада на Македонија. Дали можеме да очекуваме Бени еве да се приклучи на оној концерт кој што специјална олимпијада на Македонија ќе го организира токму за спортистите, за сите лица со посебни потреби, кои што се и во оваа организација, а и надвор од неа, кои што навистина им е потребен правилен сервис да бидат подеднакви во нашето општество. Тоа што ќе се случува на 26 декември оваа година. Дали Бени ќе биде исто така дел од тоа? Да сме живи и здрави, прво. Второ, не само за специјална олимпијада. Секаде каде што јас ќе бидам потребен со моето присуство да бар малку помогнам на било кого, јас сум тука. Може и приватно да ми се обратат луѓето, а може и вака преку овакви јавни настапи и пораки, уопште не е проблем. Значи, потенцирам не само за специјална олимпијада, за сите луѓе што им треба помош. Ако Бени може било што да направи, јас сум тука без резерва. Фала ти многу. Молам.